Вечерва имаме интересен, ексклузивен гостин. Лидерот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски. Добро вечер и благодарам што ја прифативте понудата за гостин во студијата. Благодарам, поканата ми задоволство ми и поздрав до сите што не следат вечер. Ајде да одиме со ред. СЈО буквално ви е на врат, против вас лично 4. Во 4 предмети сте обвинети и еден за шлаканиците во центар, популарно како што се нарекува. Не теретат мене. Теретат по раководство на ВМРО-ДПМН, генерални секретари, министри за внатрешни работи, што да ви кажам, циркуси. Како е да се види опозиција и дали е крезаван? Знаете што, овој збор циркус вака помалку и така наликува, хаотичност, немање концепт, немање стратегија. Таа работа со мене не бил. Имаше прозивки да заминете од партијата и од страна на опозицијата, па и нели оние медиуми од страна дека било време да се тргнете од политиката и така натака. Знаете што, не треба да се разговара за тоа дали треба или не треба. Држава е ова. Како тоа вие го гледате? Не умри магаре, до зелена треба. Тоа ќе биде. Генерално за таа ситуација, дали работите на или каква ви е сега ситуацијата и односите со албанските партии, се повративте ли малку и очекувате ли да трае оваа коалиција или коалиција на стаклени носи? Видите, ние многу лесно можевме да бидеме Зоран Заев. Можеме. Ја не можев да бидам. Може. Бевте 10 години коалиционен партнер со ДУИ, факт е дека сега е коалиционен партнер со СДСМ. Зошто таму сите се срекни, а ние ништо не знаеме. Значи, овој удар не беше удар како? Ја не знам, за околу метар и пол или така некако отприлика. Мислам, не ги знам точните сантиметри, но отприлика околу метар и половина, дека е поплитко. Ајде случајот траекторија, каде што ве обвинуваат за кинеските патишна, јас директно ја прашам, земавте ли пари од кинезите? Па најмалку 5-6 пати. Најмалку 5-6 пати. Како дојдоа кинезите бидат ваши метаџи, нели? Така бидејќи така работа. Се обративме до Кина и прашавме дали од тоа може да се искористи нешто и тие ни кажаа дека може. Јас дури имав и средби со кинескиот премиер за сето ова. Тано сумата кога ќе ја спомена цела бога ми е голема. Да, 5 милиарди, 6 милиарди евра. Не денари, евра. Обвинети сте дека имате научари од 60.000 евра, имате? Да ви кажеме на работа. Кога сте на таква функција, премиер, главата не знаете кај. Знаете дека ќе ви замерат за тоа? Да, знаев дека тоа ќе биде. Јас тоа никогаш не би им го направил нив. И што е најтрагично, поправките коштаа помеѓу 4-5.000 до 25.000 евра една поправка. Тоа е сериозен безбедносен ризик и недозволиво. И тоа е малку еден сам за државата. Пријатно ли е да се оди во суд, сепак бевте премиер? Кога си во таква ситуација, кој имаш толку проблеми, не ти е до уживање. Кој бил премиер, ме разбира. Че не мирувате во опозиција, планот е кај да е повторно? Не умри магаре, до зелена треба. Тоа ќе биде. Морам да ви се заблагодарам што кога дојдовте и кога ви кажав темите за кои што сакам да разговараме, вие рековте слободно прашање за себе. Благодарам. На секоја тема, секоја прашање. Благодарам, ми беше задоволство.